Почитувана колешке, кажавте дека ВМРО обештетило само 4500 стечајци. Па ќе ве прашам, кој е виновен за тоа што имавме толкав број на стечајни работници во Република Македонија? Вие од СДСМ. Знаете зошто? Затоа што ги затворивте сите фабрики, ја направивте најкриминалната приватизација, оставивте над 200.000 граѓани на улица, затоа имавме толков број на стечајни работници. Им ги зедовте парите од ПАД, старата заштеда, сега од банката на Евростандард, истото се повторува. Да ви кажам, во 2005 и 2006, кога заминавте од власт, стапката на невработеност во Република Македонија беше 38,7%. Во 2017 изнесуваше 22,6% во јуни 2017. Во овој период креирани се околу 180.000 нови работни места, од кои 20.000 во ТИРЗ зоните. Од аспект на креирани нови работни места, Република Македонија беше на прво место во Европа со пораст од 223% според бројот на новоотворени места, а во 2014 беше на 5-то место во светот после двете преживеани кризи. Во таа деценија, кога ВМРО беше на власт, просечната исплатена нето плата по вработен беше зголемена од 13.328 во 2006 на 20.190 во 2016 година, односно 66,5% зголемување. И сега многу пати се прашувам, дали граѓаните живеат подобро денес или живеат подобро во времето на ВМРО-ДПМНЕ? Дали парите повеќе вредат сега или вредеат тогаш? Граѓаните кажуваат дека никогаш не било полошо во Република Македонија. И јас се прашувам, дали Република Македонија ја оставивте во полоша криза во 2006 кога заминавте од власт, или сега ја оставате во полоша криза во 2024 кога ќе заминете од власт? Благодарам.